Минатата сабота прочитавме неколку стихови од Новиот Завет и поставив прашање што мислел Исус кога ги кажувал тие зборови, дека оној што ги пази неговите зборови, што ја следи неговата наука, што оди по него, нема да види смрт довека. На едно друго место прочитавме дека тој нема да умре, дори така се изразува. И така натаму можеме да најдеме и други такви негови изјави. Би сакал на почеток да ве подсетам на еден исто така многу познат стих, кој што така некако пола-пола, 50% го користевме и ние против догмата за бесмртност на душата, но го користат и застапниците на догмата за бесмртност на душата. Ке отвориме во Евангелието според Матеј, 10 глава, 28 стих. Се сеќавате што вели Христос? И не плашете се од оние што го убиваат телото, а душата не може да ја убијат. Туку плашете се повеќе од оној кој може и душата и телото да ги погуби во пеколот. Многу убави зборови. Значи, душата не е бесмртна, бидејќи ќе биде погубена во пеколот. Но, што вели Христос во првиот дел, не плашете се од оние кои што го убиваат телото, а душата не може да ја убијат. Значи, душата, ако некој биде убиен, душата негова не е убиена. Ако не е убиена, значи не е мртва, нели? Така би требало да произлезе. И сега што значи тоа? Кога ги поставува прашањата што мислел Христос, дека неговите следбеници нема да умрат, дека тој што го јаде неговото тело и ја пие неговата крв ќе живее довека и така натаму. Исто така прашав дали мислел на ова, бидејќи повеќето христијани ќе речат дека Христос мислел на ова. Дека телото и да умре, важно е дека душата продолжува да живее и така натаму. Христос со овие зборови не ја прогласува душата за жива, тогаш кога е телото убиено или мртво. Меѓутоа, исто така не ја прогласува ниту за мртва, односно не ја прогласува душата ниту за убиена во тој случај. Пред да одговориме на овие прашања, да се подсетиме и на предизвикот што му го упатија садукеите. Во истото Евангелие по Матеј, ќе завртиме во 22 глава, понапред. Не сакам да го читам целиот предизвик, за мене ова е еден нереален и помалку глупав пример што го даваат садукеите со жената која што, значи измислен пример, нереален, жена која што се мажала едно по друго со 7 мажи, откако предходниот маж ќе и умрел. И сега предизвикот беше и при воскресението, кому ќе му биде жена од тие 7 мажи. Зошто садукеите го поставиле ова прашање? Затоа што, како што вели Лука во Делата на апостолите 23 глава, во 6 стих, кога дозна Павле, апостол Павле бил суден пред Синедрионот, 23 глава Дела на апостолите, од 6 до 8 стих,
А кога дозна Павле дека еден дел од нив, значи од членовите на Синедрионот се садукеи, а другиот дел се фарисеи, извика во Синедрионот: луѓе браќа, јас сум фарисеј, син на фарисеј. За надеж во воскресение на мртвите ми се суди. Кога кажа тоа, настана расправија меѓу фарисеите и садукеите и мнозина од народот се раздвоија. Зошто? 8 стих објаснува доктор Лука: зашто садукеите велат дека нема ниту воскресение, ниту ангел, ниту дух. Значи, ништо од ова не постои, според садукеите. Садукеите се левицата на тогашната политичка сцена во Израел. Тие не верувале ниту во воскресение, ниту во ангели, постоење на ангели, ниту во постоење на демони, ниту во постоење на духови. Што значи ниту постоењето на дух после смртта на човекот. А фарисеите што верувале? А фарисеите го признаваат и едното и другото. И воскресението на мртвите и постоењето на духови. Павле прифаќал на фарисеите. Самиот кажува дека е фариси. Зошто пак садукеите, назад во Матеј 22 глава, зошто садукеите на Христа му го поставуваат тоа прашање? Затоа што и Христос по вера бил најблизок до фарисеите. Или нему му биле блиски фарисеите. И Христос верува во воскресението. И тоа садукеите го знаеле, затоа нему му го поставија тој предизвик. Нема потреба да докажуваме со Новиот Завет на колку места Христос ја истакнува науката за воскресението и нешто со самиот практично го докажал на повеќе пати, повеќе начини, најмногу со своето славно воскресение од мртвите. Би сакал да ве потсетам на ова, што го прочитав и последната сабота од минатата година, во чест на брат Трајче тогаш, кога Христос им го дава одговорот дека при воскресението ниту се мажат, ниту се женат, туку се како ангелите небесни и така натаму. Тука во Евангелието по Лука малку поопширно е даден Христовиот одговор и повеќе ми се допаѓа, но сега сакав да го насочам вниманието на следните зборови. 31 стих, значи Матеј 22 глава, 31 стих. А за воскреснувањето на мртвите не сте ли читале што ви рекол Бог кој вели? Што вели? Сега следува цитат. Тој цитат е од Излез 2 глава, основно 3 глава 6 стих. 2 Мојсеева 3 глава 6 стих. Јас сум Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Јаковов. Само тоа цитира Исус од Мојсеевиот закон. Само тоа го цитира. Само тоа го цитира за да докаже дека постои воскресение на мртвите. И вели, Бог не е Бог на мртвите, туку на живите. Така и ќе се вика оваа беседа, Бог на живите. 33 стих вели, и народот, слушајки го тоа, се восхитуваше на неговата наука. Значи, реков, Исус не ја прогласил душата за жива, велејки дека таа не може да биде убиена кога телото се убива, но очигледно не ја прогласил ниту за мртва, штом душата не се убива. Но тука, иако Авраам, Исак и Јаков со векови биле мртви, Христос ги нарекува живи. Но целата оваа тема нема врска со тоа во каква
состојба се наоѓаат мртвите, дали во свесна или во безсвесна состојба. Не е тоа темата. Луѓето ги користат овие стихови за да тоа го докажуваат. Но не е тоа темата. Кога Христос кажувал, никој нема да умре, значи кој ги пази моите зборови, нема да види смрт довека, и сите слични, а дека смртта на телото ја смета само како, ја нарекува сон, само како сон. Со тоа сакал да каже дека единствената смрт, вистинската смрт, е таа кога и душата, не само телото, туку и душата и телото ќе бидат погубени во пеколото, односно во огненото езеро. Сега би сакал, пред да го објасниме тоа, зошто, да го објасниме малку повеќе, зошто Христос ги нарекува живи оние што одамна се мртви, како што вели Стивен Бор, верниците во бесмртност на душата и во свесната состојба на мртвите ги нарекува оние што веруваат дека мртвите не се мртви. Сега, дали што може се каже за Христа? Кога Авраам, Исак и Јаков ги нарекува живи, бидејќи Бог е Бог на живите. Штом тие со векови биле мртви. Очигледно е од сето што досега го прочитавме дека Христос под смрт ја подразбира само втората смрт. Тоа е единствената вистинската смрт. Тоа е она што значи крај на целата личност. И душата, и телото. Но, за тоа малку повеќе ќе биде збор, ќе стане збор ако даде Господ живот и здравие понатаму. Денес сакав, веќе 11 часот, но ќе посветиме уште неколку минути. Денес би сакал да малку да се посветиме на прашањето. Ние живееме во време кога Новиот Завет е одамна напишан, со векови пред нас постојала новозаветната наука и за воскресението, и новозаветните сведоштва за воскресението, Христовото воскресение, Лазаровото воскресение, младичот од Наин, Јаировата керка, големо мноштво старозаветни праведници кои што Господ ги воскреснал и ги однал на небо со Христа, неговото распнување и воскресение потоа. Значи, Новиот Завет е полн со вистината за воскресението. Но да видиме, ако живеевме во времето на апостолите, па дури и порано, каква вера можеле да имаат во воскресение оние луѓе кои што го немале Новиот Завет. Во тоа време не бил напишан Новиот Завет. И кои што живееле пред Христа. Значи, се уште ниту Христос воскреснал, ниту тој воскреснувал други. Значи, кога го немало сето тоа. Каква вера можеле да имаат луѓето во воскресението тогаш? Зошто конечно на садукеите Исус им ги цитира само овие зборови? Зарем немало во старозаветната Библија подобри примери кои што ја потврдуваат верата во воскресението? Што мислите? Каде во Стариот Завет се зборува за воскресението? Ајде, што ви текнува? Ви текнува ли некој стих? Ајде да биде малку интересно и како библиско прашање. Каде Стариот Завет зборува за воскресението од мртвите? Значи, замислите дека живеете во време кога не постои Новиот Завет, кога Христос уште не ја започнал својата мисија. Значи, буквално да живееме пред 2000 години во 20-та година од новата ера. Исус е се уште младо момче, анонимен во Назарет, уште 10 години до почетокот на неговата мисија.
додека стане познат. Од Библијата постои само Стариот Завет. Што би имале тогаш, да живеевме пред 2000 години точно, што би имале тогаш на располагање како основа за вера во воскресението? Се сеќавате, целата 37 глава од книгата на пророкот Езекиел зборува за визијата што пророкот Езекиел ја добил за воскресението на целиот Израел. Значи, цела една долина полна со суви коски. Во визијата Господ тие коски прво ги соединува, потоа ги врзува со жили, со нерви, со ткива, со мускули и така натаму, со кожа, ги буквално создава нови тела од нив и потоа со Духот свој свети ги оживува и на крај Езекиел вели дека се дигна цела војска. Вели. Од тие суви коски настана цела војска. Да не ја читам целата таа глава, можете да се ја прочитате дома, ова попладне, значи Езекиел 37 глава, која што целата таа глава зборува за воскресението на Израел, но тоа е само видение што пророкот го добил и значењето на тоа видение е, иако може да се примени буквално на воскресението на сите израелци, кои што и се случило на за мнозина од нив уште во Христово време, но ова е видение кое што се однесува на преродбата на израелскиот народ. Значи, не станува збор за буквално воскресение. Тоа е само во визијата. Кои други стихови, отворени, јасни стихови, не символични, зборуваат за воскресението во Стариот Завет? Како? Илија Елисеј, добро? Во тоа е случајот со воскресението на синот, момчето на вдовицата од Сарепта Сидонска, каде што Илија се помолил, значи тоа е случај на воскресение, благодарам, буквален пример. Тука ми текнува и на примерот кога некои израелци требало да погребат мртов човек, покојник, па нападнале непријатели и од страв, немајки време да го погребаат покојникот, од страв го фрлиле телото во некоја отворена дупка. Таму се, случајно, од човечки аспект, лежале коските на пророкот Елисеј. И тој е вториот пример, Илија и Елисеј. И што е случило со покојникот кога се допрел до коските на Елисеј? Библијата вели оживеал. Се разбира, не оживеал затоа што коските на светителот или светите мошти сами по себе даваат живот, туку тоа го направил Господ за да го насочи вниманието на тогаш неверниот Израел кон науката, пораките и предупредувањата што ги кажувал пророкот Елисеј додека бил жив. Во ред тоа се примери, не ги имав јас нив во преден план, но, знаем, и Мојсей воскреснал, постои цела една книга, апокривна книга од еврејската апокалиптична литература, наречена Вознесението на Мојсей. Значи, евреите знаеле уште пред Христа дека Мојсей воскреснал и бил вознесен. И Јуда нешто пишува за тоа, кога Архангел Михаел се препирал со сатаната за Мојсеевото тело. Што е тука битно телото како тело? Ако не е во прашање воскресението. Добро, тоа се примери. Значи, и во Стариот Завет, во Старозаветната историја имамо примери на воскресение. Дали ви текнува некој стих каде што се зборува за дека ќе има воскресение на мртвите? Има и такви. Се сеќавате? Да, тоа го спомнав.
да, додека беше надвор, во ред. Тоа го препорачувам уште еднаш, значи, го препорачав да се прочита дома, значи, не сакав цела глава да ја читаме. Ајде отвориме во книгата на пророкот Исаија, 26 глава. Исаија, 26 глава. Да. 19 стих Исаија вели: Твоите мртовци ќе оживеат, мртвите тела ќе воскреснат. Разбудете се и ликувајте, вие соборените во прав. Значи, на мртвите им се обраќа. Разбудете се и ликувајте, вие соборените во прав, зашто твојата роса е роса на светлина и земјата ќе ги даде мртовците. Прекрасни зборови, прекрасни ветувања. Фарисеите еве се имале причина зашто верувале во воскресението на мртвите. Имаме ли други стихови во Стариот Завет кои што зборуваат за воскресението како тема? Јов, точно. Каде вели Јов? Каде го споменува воскресението? Се сеќавате? Па 19 глава е. Тука се најјасните негови зборови за тоа. А замислите, Јов е хронолошки првата напишана книга, значи тоа е многу... Јов живеел многу одамна, значи Јов живеел пред Мојсей. Не знаеме точно како кога. Почнуваме да читаме од 25 стих. Но јас знам. Што знаел Јов? Но јас знам. Заштитникот мој е жив. Тој го има последниот збор на оваа земја. Не знам дали е вака по другите преводи. И кога ќе се распадне кожата моја, како ќе го видам Бога? И кога ќе се распадне кожата моја. Значи, тој не изразува вера, гледате, кога ќе се распадне кожата моја, јас со духот мој ќе го видам Бога. Не го вели тоа. Туку, значи, фокусот е во воскресението. И кога ќе се распадне кожата моја, во телото моје ќе го видам Бога. Па како се? Како кога телото ќе ти се претвори во купишта раздвоени коски, како што ги видов коските на татко ми. Како се? Како во телото мое. И сега продолжува и што вели друг понатаму. Јас сам ќе го видам, 27 стих, моите очи, не очите на друг, ќе го видат него. Срцето ми се топи во градите мои. Значи, Јов изразува вера дека воскреснат, дури да кожата да му се распадне, воскреснат ќе го види Бога повторно во тело, но очигледно во ново тело. Тело што Бог ќе го создаде. И вели, очите мои ќе го гледаат. Значи, пак спомнува очи, телесни органи, а не очите на друг. Прекрасни зборови. Нешто на оваа тема има и во 33 глава, иако малку во завиена форма, не толку отворено. Но видите, например, што пишува
почнуваме да читаме од 21 стих, значи во 33 глава Јов, од 21 стих, месото негово исчезнува, коските негови кои пред тоа не се гледале, се подаваат. Значи, додека живееме во тело, се гледаат нашите коски? Не. Постои коска што се гледа од нашето тело, додека сме. Како? Само завите. Добро. Иако технички не се коски туку. Израстоци од коските. Понатаму текстот вели, душата негова се приближува кон гробот, а животот негов до смртта. Значи така изгледа човек кога е на умирање, коска и кожа, најчесто од болести, а по смртта и буквално може да се види негова коска по известно време од смртта. Или неговите коски. Понатаму вели, ако има кај него ангел, еден од илјада, за да му го покажува правиот пат, Бог би се смилувал над него и би рекол, ослободи го од гробот, јас најдов откуп. Видите, ова наука за воскресението иако малку е во завиена форма. Бидејќи Новиот Завет вели дека при воскресението ангел Божи ќе застане над секој гроб. И не дека ангелот воскреснува, но и на Јосифовиот гроб, кога Христос бил се уште мртов, застанал моќен ангел, го шутнал тонскиот камен, како да е играчка, како да е каменче, од отворот на гробот, од влезот во гробот. Војниците веќе беа онесвестени, се разбира. И што направил после тоа ангелот пред Христос да стане? Се сеќавате? Тоа го има само во Копнежот на вековите. Тоа го нема во Библијата. Ангелот му прозборал на Христа, додека Христос се уште лежи мртов, завиткан со... Сега, дали е тоа торинското платно? Не навлегуваме. И му вели, што се сеќавате? Да, стани, Отецот твој те вика. Значи, ангелот му пренесува наредба, заповед од Отецот. И Христос на таа заповед станува со својата божествена сила. Понатаму да во Јов 33 глава, застанавме кај 25 стих, тогаш телото негово ќе се подмлади повеќе, отколку во млади години. Видите какво ветување уште во времето на Јов, пред да бидат напишани уште Мојсеевите книги. Какви ветувања давал Господ. Значи, при воскресението ќе бидете поубави, посилни и помлади ќе изгледате од било која ваша младост на оваа земја. Може да си го замислите. И понатаму што вели? И тој ќе се врати во дните на младите своји години, значи воскреснатиот. Понатаму да скокнеме малку 28 стих, тој ја ослободи душата моја од гроб, животот мој гледа светлина. 30-тиот, за да ја изведе душата негова од бездната, значи од адот, и да го просветли со светлината на живите, и така натаму, прекрасни зборови. Нешто друго за воскресение ни текнува во Стариот Завет? Од сето ова што досега го споменавте? Се поставува прашање, зошто, имајќи, барем сите овие примери што ги споменавме од Стариот Завет, и сведоштва за воскреснување, значи Илија, Елисеј, Мојсеј може да се додаде,
И овие зборови, јасно отворени зборови за воскресение. Зошто покрај вакви зборови садукеите не верувале во воскресение, како што верувале фарисеите и другите евреи? И зошто Христос, на предизвикот што му го упатиле, не ги цитира овие зборови од Стариот Завет, туку цитира еден стих од 2 Мојсеева: "Јас сум Бог Аврамов, Исаков и Јаковов." И само тоа го цитира за да ја потврди верата во воскресението. Од една едноставна причина. Садукеите од целата старозаветна Библија го прифаќале само петокнижието, само Тората. Само 5 книги Мојсееви биле за нив Библија. Останатото го отфрлале, замислете. Останатото го отфрлале. Значи, сите овие пророци, големи, мали, сите овие сведоштва за воскреснување и во Стариот Завет, и сите овие зборови кои што јасно ја нагласуваат верата во воскресението, сето тоа го отфрлале. Само Тората, само 5 книги Мојсееви. А зошто? Зошто ги отфрлале сите други книги, а само 5 книги Мојсееви? Садукеите, што прочитавме во Дела на апостолите 23:8, не веруваат ниту во воскресение, не верувале ниту во воскресение, ниту во ангел, ниту во дух. Затоа што во 5 книги Мојсееви нема спомен за воскресение. Значи, само 5 книги Мојсееви, само Тората, само законот, сите пророци ги отфрлале. И затоа Христос морал да им одговори со нешто од законот. Не можел да ги цитира другите текстови. Како што вие не можете на некој од надвор да му докажувате нешто, цитирајќи Елена Вајд. Тој не ја прифаќа Елена Вајд. Шо е Елена Вајд? Значи, би требало да му цитирате од книга која што тој ја прифаќа за боговдахновена, значи од Светото писмо. Или како што вас некој не може да ви докажува нешто, цитирајќи ги светите оци, например. Ако не ги прифаќате за авторитет. Би требало да ви докаже нешто, ако да цитира нешто од Библија за да ви докажува. Христос го цитирал законот, бидејќи садукеите само тоа го прифаќале. И со самото тоа, што Бог е Бог на Аврама, Исака и Јакова, тој нив ги нарекува живи, иако биле мртви, а ги нарекува живи затоа што постои воскресение од мртвите. Затоа што душата спие, но не е убиена, не е мртва. Кога вие спиете, кога телото спие, мртви сте или живи сте? Телото е мртво или живо додека спие? Пример, ноќеска сите спиевте. Па живо е, значи кога телото спие, телото е живо, иако е спие, не е активно. Кога телото е мртво, што се случува? Тогаш не спие телото. Телото, значи, не да спие телото, треба да дише, како што дишало додека спиело и додека било живо. Но тогаш што значи она во... Еве ни текна друг старозаветен стих. Што значи во Данијел 12 глава? Кој стих беше? Данијел 12 глава зборува за воскресението. Скоро го проучувавме Данијел, нели? Од таа глава ни беше одземена од нашите саботни богослуженија. Беше само предмет на проучување на телефонската поука што ја имавме тогаш на 28 март.
последната сабота од претходното тромесечие. Односно, од првото тромесечие. Данијел 12 глава, 2 стих. И многумина од оние што спијат. Значи, кога Христос зборувал, јајровата керка не е мртва, туку спие, и множина му се подсмеваа, пишува таму. Кога Христос ја нарекува смртта сон, ова телесната смрт, значи не ја ни признава за смрт, ја нарекува сон. Тоа не го измислил тогаш, дека смртта е сон. Туку и за тоа нешто постоело преседано во Стариот Завет. Значи, и Стариот Завет зборувал дека мртвите спијат. И многумина од оние што спијат во земниот прав ќе се разбудат, едни за живот вечен, а други за вечен срам. Ова не дека вечно ќе се срамат, но името ќе им биде поврзано со таа нивна вечна судбина. Сега тука мнозина велат дека штом спијат во земниот прав, луѓето што сакаат да избегаат од науката, дека душата спие, кога телото е мртво. Ниф им пречи тоа, душата спие. Но очигледно тоа што спие додека е телото мртво е душата. Не може да се рече дека телото спие. Кога телото е мртво, повеќе не дише и така натаму. Телото спие сега, кога сме живи, кога спиеме. Кога дишеме. Кога е телото живо, дури и кога спие, кога дише, значи, душата е активна, душата не спие. Доказ за тоа се сите наши соништа додека спиеме. И се вели дека и мозокот е тогаш активен и така натаму. Значи, дури и мозокот како телесен орган. Но кога е телото мртво, душата спие. Зато Христос ниту не ја прогласува за мртва. Значи, душата не е убиена кога се убива телото, но душата ќе биде убиена во огненото езеро. Тоа е вистинската смрт. Туку душата за тоа време спие. Како што ние не сме мртви додека телото ни спие, телото не е мртво додека спие, иако не е активно, така и душата кога спие не е активна, но не ја нарекуваме мртва затоа што спие. Тоа е Христовата логика, тоа е библиската логика. Според сите овие стихови што ги прочитавме. Тоа значи, она што Христос го кажуваше, оние што го јадат моето тело, ја пијат мојата крв, ги пазат моите зборови, нема да умрат, нема да видат смрт довек и така натаму. И самиот дури вели, ја ќе го воскреснам во после. Значи, не мисли на телесната смрт, кога вели нема да умрат. Или нема да видат смрт. За единствена смрт ја прогласува втората смрт, тогаш кога душата ќе биде уништена заедно со телото. Сега некои велат, оние што сакаат да побегнат од науката за, а тоа се повеќето христијани, дури и евреите, бидејќи евреите веруваат во свесна состојба на мртвите, од нив тоа го научиле и православните, и протестантите, и така и католиците. Тие велат, како душата спие, бидејќи се вели дека овие спијат во земниот прав, и сакаат, бидејќи земниот прав се споменува, и сакаат да докажат со тоа дека кога смртта се споредува со сон, пак се мисли на телото. Дека демек телото спие, што во земниот прав спијат. Не е точно. Телото кога е мртво не спие, не дише. Телото дури се распаѓа. Зошто тогаш спијат во земниот прав? Зошто е така речено дека таму спијат?
Нели самиот Соломон вели дека при смртта телото се враќа во прав, а духот оди каде? Кај Бога кој што го дал. И зашто сепак се вели дека спијат во правот во земјата? Затоа што поимот душа го подразбира, значи не е целосно одвоен од телото, го подразбира телото. Значи душата не е само духот. Душата го подразбира телото. И телото, значи починатот, мртвото тело е битно. За христијанската вера мртвото тело е битно. Битно е тоа тело да се сочува или да се сохрани. Значи, тоа значи погребот, да се сочува мртвото тело. Зошто се сочува мртвото тело? Што е толку битно во христијанството да се сочува мртвото тело? Зошто од секогаш било битно телото на починатиот христијанин да се сочува, да се сохрани, тоа значи зборот сочува, сохрани, да се погребе. Зошто не да се кремира, да се запали и така натаму. Зошто да се сочува? Што е тука битното? Ова ќе го оставам за размислување. Иако даде Господ живот и здравие, ќе продолжиме следната сабота навечер на оваа тема. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Оче наш, ти благодариме за Твојата голема милост и добрина. Ти благодариме за вчерашното освежување приквечер. Ти благодариме за денешниот саботен ден. Ти благодариме за сите овие Твои големи ветувања, благослови, утехи, сета оваа радост која што произлегува од Словото Твое, за верата и надежта во воскресението, за вечниот живот. Ти благодариме, Господи, за сите овие охрабрувања, кои што денес ни се многу потребни. Ти благодариме за сите овие зборови кои што уште во Стариот Завет толку силно сведочат за воскресението. И сето тоа си го докажал во Новиот на многу посилен начин, со многу посилно и поголемо откровение. Те молиме, Господи, ние кои што се уште дишеме на оваа земја, во нашите слаби, смртни, изнемоштени тела, кога старееме, кога постепено умираме во овие тела, води не и чувај не и понатаму по Твојата голема благодат, а посебно те молиме за сите оние кои што во своите тела се уште по-немокни од нас, за сите наши болни, најмногу за сестра Мимица, те молиме и за останатите. Господи, биди им Ти утеха и надеж во овие тешки времења и нека се исполни волјата Твоја во нивниот живот. Ова те молиме и за ова ти благодариме, Господи, во Христово име. Амин. Амин.